Добро, јас ќе почнам, па ќе се навратам потоа. Како што најави Маја, значи моето денешно излагање се однесува на содржините, статиите посветени на светите Кирил и Методи, објавени на страниците на списанието Луч. Тој излегува буквално една година, било месечник, и излегле всушност само 12 броја, меѓутоа неговото значење е навистина огромно за македонската средина. Во неколку наврати во нашата литература е истакнувано дека токму во Луч се објавени трудови на македонски писатели, поети, драмски автори, но и голем број фолклорни материјали на македонски народен јазик, на различни македонски дијалекти. F5 само не можам тука. Ајде вака. Добро. Значи списанието Луч од предизвестно време, благодарение на заложбите на Народната универзитетска библиотека, е реставрирано и го имам конзервирано и го имаме во електронска форма, што го олеснува неговото истражување. Инаку самиот редакцијски одбор, всушност собственик на почетокот е Ѓорги Киселинов, познатиот македонски лингвист, етнограф, граматичар. Тој е и еден од уредниците. Значи, заложбата на уредништвото било да се соберат интелектуалците од југот токму околу ова списание. Инаку, во однос на насловната тема, би сакала да кажам дека уште во првиот број на списанието имаме два написа, всушност две статии токму од уредниците Ѓорги Киселинов и Борис Арсов. Првата статија е ова што ја гледате, авторот е Борис Арсов и тој во оваа своја статија во духот на југословенството нагласува дека токму тука, тој ја именува Македонија како вардарска бановина со оглед на времето, се случиле најмаркантните историски настани во словенската и во југословенската историја, какви што се пронаоѓањето на словенската азбука, преводот на Светото писмо на јазикот на македонските словени, ширењето на христијанството и слично. Ѓорги Киселинов пак во својата статија Охрид како книжевно жариште, во малку колоквијален стил забележува дека светите браќа Кирил и Методи не можеле наеднаш, тој употребува еден фразеолошки израз с неба па у ребра. Значи не можеле наеднаш да ја создадат азбуката и еден од, како што вели тој, најсовршените книжевни јазици и во граматички, и во стилски, и во лексички поглед, каков што бил старословенскиот јазик. Повикувајќи се на Црноризец Храбар, тој посочува дека јужните словени и претходно имале текстови, но тие текстови биле на словенски јазик, но со грчко писмо, и прави паралели и со периодот на 19-тиот век. За светите Климент и Наум пак забележува дека токму во Охрид нашле поволна почва да ја продолжат книжевната дејност, најпрво на глаголица, а потоа и на кирилица. Тука тој прави еден превид, дури нагласува подочна дека никој друг не можел да ја устрои кирилицата освен Климент Охридски, што секако е нешто што е докажано, иако овој факт за жал долго се провлекувал и во научната литература и во учебниците, меѓутоа познато беше нагласено и тука дека всушност Климент токму ја зачувува писменоста на глаголицата во рамките на Охридската книжевна школа. Особено интересен е прилогот со наслов Културното единство на јужните словени во средниот век, објавен во бројот 4,
Значи во првата година од излегувањето, бројот 4 од 1 ноември 1937 година, подпишан од професорот Димитрije Ѓузеловиќ. Всушност тука се крие името на познатиот македонски филозоф и интелектуалец Димитар Ѓузелев, една, би рекле, контраверзна личност, бидејќи е познато дека по ослободувањето на Скопје, нели, во Втората светска војна, тој е уапсен како соработник на бугарскиот окупатор и подоцна е осуден на смрт и стрелан во 1945 година. Но независно од тоа, овој текст негов е нели, интересен за проследување. Всушност се работи за еден негов говор кој што го одржал во Краљево на прославата на Свети Сава. Тој извесно време бил таму гимназиски професор. Во својот текст Ѓузелев постојано ја нагласува заслугата на солунските браќа за будењето, продлабочувањето и заширењето на јужнословенскиот дух и на еден тржествен начин тој го слави делото на словенските првоучители, употребувајќи редица пофални епитети како Богом дани, нели на српски јазик е текстот, понатаму ги нарекува големите словенски апостоли, за Методи го користи епитетот многоусрдниот, а Кирил го нарекува гениалниот. Исто така вели дека Кирил бил проповедник на христијанството на народниот јазик на македонските словени. Упатувајќи на словенското потекло на солунските браќа, авторот уште пишува дека Кирил Солунски ја измислил словенската азбука, го создал првиот словенски книжевен јазик, ја напишал првата книга на словенски јазик и со тоа ги поставил темелите на јужнословенската култура. Она што треба да се нагласи во врска со овој прилог е укажувањето на авторот дека со ова Кирил го поставил македонскиот јазик во редот на културните јазици покрај еврејскиот, грчкиот и латинскиот, со што еден јужнословенски дијалект кој се зборувал во 9 век во Македонија станал првиот книжевен јазик на сите словени и, цитирам, моќен орган на првиот културен живот кај нас. Затворен цитат. Остава впечаток тоа што авторот постојано го потенцира фактот дека првиот словенски книжевен јазик бил токму јазикот на македонските словени, а со неговото создавање, вели тој, Македонија станала првиот словенски Пиемонт, зрачејки со првата словенска книга на сите страни на словенството. Уште повеќе, Ѓузелев наведува дека Кирил и Методи создале околу себе една морална и интелектуална елита, од која произлегле 3 силни духа според неговото поимање, а тоа се Климент Охридски, Гргор Нински и Сава Рашки, кои станале поборници за една иста работа, односно, цитирам, за една православна јужнословенска национална црква со народниот словенски јазик на македонските словени за една заедничка духовна целина. Затворен цитат. Сепак, најмногу содржини посветени на словенските првоучители се објавени во последниот број од списанието Луч, тоа е бројот 5 од 20 мај 1938 година. Во него е објавен текстот Значењето на светите Кирил и Методи за југословенството од Тома Кочковиќ, како и обемната статија со наслов Константин Кирил и Методи, основачи на словенската црква и книжевност, од познатиот хрватски лингвист и славист Ватрослав Јагич. Она што исто така интересно публикувано е пофалното слово на свети Кирил од Климент Охридски, како што можете да забележите, е предадено најнапред со старословенска, односно црковнословенска кирилица, а потоа е даден и превод на српски јазик. Сето тоа е во овој истиот број. Исто така објавен еден цртеж, една слика на светите Кирил и Методи, и впечатливо е тоа што гледате долу е напишано Свети Кирил и Методи, значи со кирилица што потсетува на старословенската, црковнословенската, не е напишано Чирило и Методие, како што е вообичаено во текстовите што се на српски јазик.
Во првиот споменат текст, нели повторно во духот на југословенството, авторот ги определува светите браќа како првите југословени и најмаркантните личности во културната историја на јужните Словени и на сите Словени воопшто. Важно за одбележување е тоа што и овој автор нагласува дека светите Кирил и Методи ја ширеле Христовата наука и големата вистина на јазикот на македонските Словени. Тој уште го истакнува фактот дека јужните Словени биле меѓу првите народи кои уште во 9 век имале свој книжевен јазик и свое писмо, споредувајќи дека првиот превод на Светото писмо на англиски јазик бил направен во 14 век, а првиот превод на германски го направил познатиот реформатор Мартин Лутер во 1517 година. Интересно е што и овој автор нели го споменува дека без дејноста на светите браќа немало да се роди делото на Свети Климент, Свети Сава и Гргор Нински, односно немало да се роди идејата за југословенството. Авторот со еден пофален тон изразува и благодарност кон светите браќа затоа што ги заштитиле јужните Словени од елинизација. Секако најзначаен текст посветен на дејноста на словенските рамноапостоли е статијата на Ватрослав Јагич. На крајот пишува само Братство, книга 16, што ме поттекна да пребарам од каде е всушност преземена оваа статија. За среќа, дигитализацијата ни овозможува нели да дојдеме до вакви ретки изданија. Во дигиталната библиотека на Српската народна библиотека се наоѓаат и дигитализирани броеви на списанието Братство и токму оваа книга 16, каде што е првично објавена статијата на Ватрослав Јагич, тоа е во 1922 година, што значи 16 години подоцна е преземена и преобјавена во списанието Луч. Инаку списанието Братство било орган на Српското друштво Свети Сава. Иако се работи во основа за научно-популарен текст, оваа статија се карактеризира со сериозност во презентацијата и толкувањето на научните факти поврзани со насловната тема. Авторот уште на почетокот нагласува дека иако за животот и за дејноста на словенските апостоли постои обемна литература на сите словенски јазици, но и на несловенски јазици, се уште има работи што не се разјаснети, како и различни толкувања во зависност од тоа кои извори ги користеле истражувачите, на кои им верувале, а кои ги оспорувале. Затоа тоа искажува својата намера што е можно пообјективно и во главни црти да се осврне на ова прашање значајно за словенскиот свет. При тоа Јагич дава еден поширок историски контекст на црковните состојби во Европа по распаѓањето на Римското царство. Понатаму, тој посочува дека иако Кирил и Методи се определуваат како апостоли, според него, со полно право тие би можеле да се наречат реформатори на црковните односи кај словените, затоа што во времето кога действувале, поголемиот дел од словените, вели тој, се веќе покрстени. Според него, нивната заслуга е уште поважна и позначајна, бидејќи го фовеле словенскиот јазик во сите црковни работи и за сите потреби, а преку црквата и во културниот живот. Во проследувањето на споменатото прашање, Јагич се осврнува на различни извори, но и на житијата на светителите, на панонските легенди, така и ги нарекува, оценувајќи го Методиевото како многу пореално, со помалку реторски патос, кој што е покарактеристичен за Кириловото. При тоа тој го поставува прашањето за отсуството на податоци за некаква просветителска дејност на браќата меѓу словените што им биле најблиски, они од Солунско, односно таква што се одвивала пред нивното заминување за Моравија. Исто така тој го искажува својот став дека составувањето на буквите не можело да биде некаков моментен чин, туку дека тоа најверојатно било резултат на долготрајно размислување и договарање со различни, како што вели тој, сподвижници, односно помагачи.
Јагич нагласува дека во овој процес Свети Кирил морал пред себе да има некој конкретно наречие, некој конкретен јазик, но тоа не можел да биде јазикот на панонските или на моравските, оддалечените панонски и моравски словени. Всушност, тука тој наведува редица аргументи во прилог на својата македонска теорија за народната основа на првиот книжевен словенски јазик и го поставува прашањето каде била таа негова, каде била татковината на тој јазик и појаснува тоа било во краиштата помеѓу Цариград и Солун над Егејското море во Македонија. И секако наведува и редица лингвистички особености кои од најстарите словенски текстови кои одат во прилог на оваа теорија. Во оваа статија Јагич меѓу другото посветува и големо внимание за случувањата по смртта на Свети Кирил, односно особено оние сплетки што ги правил Вихинг, подоцна нитрански епископ, оспорувајќи и оценувајќи просветителската дејност на Методи. Општо земено може да се каже дека во месечникот Луч им било посветено значајно внимание на светите солунски браќа, на нивната дејност и на нивното значење. Иако во текстовите преовладува југословенството или јужнословенството, забележливо е настојувањето на уредниците да презентираат пред тогашната предсемакедонска јавност текстови во кои ќе се посочат суштинските факти што се однесуваат на почетоците на словенската писменост, меѓу другото и во однос на настанувањето на првото словенско писмо, глаголицата, но и на дијалектната основа на првиот словенски книжевен јазик, која што ја дава токму говорите на македонските словени. Во таа насока неслучајно била преобјавена и статијата на Ватрослав Јагич, имајќи го предвид научниот авторитет на хрватскиот лингвист и научната аргументација што ја изнесува. Ви благодарам. Се надевам